Менталното здравје изминатиот период важеше за табу тема во нашето општество. Последниот период се забележува дека активно се зборува на таа тема, но генералниот впечаток е дека малку се делува. Двајца филмски работници, двајца исклучително професионални педагози, Синоличка Трпкова и Митко Панов, одлучивте да излезете од удобната зона и да делувате. Го искористивте методот филмот како терапија, па најпрво како се чувствувавте за време на овој креативен процес? Јас си викам, све е добро што добро се заврши, борбата продолжува. Така да, ние сме постојано во терапија. Терапијата продолжува, иако самиот процес на снимање на филм заврши. А дали поминавме ли еден процес, тоа ќе покаже и иднината. Но сигурно, ја би сакал да е така. Митко, ти беше и продуцент, и режисер, да, прво го водеше воркшопот. И за мене представуваше една посебна травма, тоа првата работилница во 20. Значи беше травма, а не терапија. Или на почеток травма. Еден оваква термин ретравматизација, за да ја преживеете траумата која ви се случила во минатото, треба уште еднаш да се инсценира, за да може да се свесно да ја поминете. Меѓутоа, да, самиот тој момент во 21 која правевме првата работилница, поттикнати од претходните активности на невладината организација Небо, основана од Јасмина Котевски и Стево Шашков, кога се покажа дека јас сватив уствари дека со тоа што работиме со маргинализирана група и самите стануваме маргинализирана група. Тоа беше моето директно чувство. Кон крајот на овој разговор, кога можеме да очекуваме премиерата и каде, детали околу тоа дали би можеле да ни откриете и кој еве како еден заклучок, која е пораката, кое што може да се извлече од цел, не зборувам за продуктот, финалниот резултат, туку од целиот процес. Колку допринесува за дополнително ваше и севкупно себеистражување? Мене чакрите нака ми работат, не дека јас ке се нафатам со неговата работа никој пат, но јас сум подготвена да влизам во уште една авантура, ако Митко има, ако исцелен и ако му текна нешто. Да, ако најде 5 години. Од својот живот. Да, имаше максимална толеранција, дека можеби нема никош да испадне ништо од ова, меѓутоа, пробавме. Готови, завршено, готови, така се чека премиера. Така дојде и Игор Џамбазов ни се придружи, така и Васко Тодоров ни се придружи, Атиџе Муратова, Благоја Груевски, Мендо Велјановски, значи многу луѓе ни излегува во пресред. И се надевам дека и понатамо ќе имаме таа среќа дека ќе бидеме на ист начин пречекани од публиката, односно дека ќе се најде некој начин на кој филмот ќе се прикаже